Благодарам, подпредседателе. Колешке Лидија Петковска. Во вашиот вокабулар роб, феудализам, присилна работа, тиранија. Тие зборови можеа да се слушнат и се слушаат само во заробени држави. А заробената држава веќе 6 години ја нема, бидејќи не сте вие на власт кои што ги правевте работниците и ги исплаќавте како робови, односно работничките, бидејќи и двете сме женски пол, кои работеа во текстилните, кожарската индустрија, во чевларската, земаа по 8.000 минимална плата, а тие се мноштвото на работници кои што земаат минимална плата. Да, пристојна работа за работниците и пристојно заработување воведовме ние со законот за минимална плата, во кој што закон ги изедначивме сите работници да земаат минимална плата и со новите измени кои што ги донесовме, системски решивме како ќе се зголемува минималната плата, која што за разлика од ваше време 8.000 денари, сега изнесува 20.175 денари. И таа на некој начин покажува дека онака како што растат животните трошоци, така треба да расте и заработувачката и да расте минималната плата. Што се однесува до феудализам и робовско однесување, не може да го поистоветите со ова што се нуди во членот 117а, во кој што вели работникот може да работи прекувремено, ако самиот тој избере. И направете разлика помеѓу мора, затоа што робовите мораат да работат, а работниците може да изберат колку ќе работат. 8-часовното работно време му е загарантирано, а на вакви стратешки проекти треба да се овозможи, ако има потреба од континуитет, не секогаш, туку тогаш кога е потребно да се дозавршат работите, да може да изберат да работат прекувремено. И тоа да им се плати. Да им се плати онака како што треба, како што налагаат законот за плати и законот и за основната плата и за плати на работниците во нашата држава. Што се однесува до недела неработен ден. Има големо лицемерие во вашето искажување. Па пред известно време вие зборувавте и се залагавте заедно со мене работниците во Охридската чаршија да работат и во недела. Ама да им биде платено 100... Контрреплика